го имаме нашиот прв гостин во Добро утро секое утро. Задоволство ми е што ќе разговарам со него. Професор доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика, радиолог. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро, поздрав до вашите гледачи и до вас. Благодарам за поздравот. Еве, како што кажавме малку и порано, но зошто да не, за да разговараме за оно што секако дека сите како не интересира што се однесува на тема здравство. Меѓутоа, јас многу сакам да знам сега, веднаш на самиот почеток, да ни пообјасните радиодиагностика и радиолог. Тоа е синоним, знаете, радиологија во поширока смисла разборот е една медицинска дисциплина која што динамички се развива, знаете. И порано што беше радиологија, главно се базираше на она што значи конвенционална или класична радиологија, базирајќи се главно на рентгенските зраци. Но сега веќе тоа е имиджинг диагностика, да така кажам. Тоа е странски термин. Имидж значи слика или представа за нешто, ако буквално го преведуваме, но во суштина значи да ние ги представиме органите и системите во човечкото тело во форма која што ќе биде приближна, идентична како што е во самото човечко тело. Тоа значи оние тридимензионални прикази кај што може фино да анализираме дел по дел и слој по слој со нашите технологии од таа имиджинг група на апарати, пред се ултразвук, компјутеризирана томографија, магнетска резонанца, PET scan и тие други техники нови кои што се развиваат. Така. За радиодиагностиката, еве, кога е оној момент ние, кога ќе почувствуваме, или пак кој е оној кој треба да не посочи дека време е да посетиме радиолог? Главната индикација или кој ве праќа кај нас, да, го прави клиничкиот доктор или оној кај кој што доаѓате првично на преглед. Се тркнува од симптоматологијата, знаете. Значи, главниот водечки симптом е носечки кој што ќе ве упати или ќе ве насочи кон радиодиагностиката, а можам да ви кажам дека полето е толку широко што практички ништо не може да помине без радиодиагностика. Од она најелементарна до современите технологии. Значи, индикациите за преглед радиодиагностика или сега современиот термин имиджинг диагностика се многу широки. Дали тоа подразбира дека било каков симптом да забележиме ако сакаме да одиме на радиолог или радиодиагностика, можеме тоа да го сториме? Главно селекцијата како што кажавме, затоа што има, рековте, и помали, поблаги некои симптоми кои ги чувствуваме, меѓутоа се разбира дека има и оние поголемите симптоми, за жал. Да, значи селекцијата или триажата на пациентите, или насочувањето, или кроењето на диагностичкиот алгоритам го прави клиничкиот доктор. Значи, он врз основа не само на еден симптом, на повеќето симптоми на што се жали пациентот, ќе направи проценка. Постојат алгоритми или шеми кои што, да речеме, ако ги гледаме многу буквално, може би се и ригидни. Но ширината и можностите што ги нуди диагностиката отвараат перспектива да ние практички го правиме она што треба да го направиме и сега не може ништо да се направи, верувајте ми, без претходна евалуација диагностичка. Почнувајќи од елементарните, обична рентгенска слика, преглед со ултразвук, толку е широко распространета метода, да речеме, и достапна, и не е многу, кога разговараме, секогаш балансираме ние за трошоците во здравството, кога мора да водиме сметка за сите аспекти, но ви велам, значи, индикациите од клиничкиот доктор, он врз основа на симптоматологијата прави селекција и го упатува пациентот на радиолошко испитување. И веќе од радиолошките испитувања ја имаме комплетната слика целосна. Да, значи тука за да знаеме понатаму што е она што веќе кога не е јасна симптоматологија, некои работи ги откриваме случајно. Има, да речеме, многу превентивни методи, така наречени скрининг техники. Можам да ви кажам два теста, особено кај жените, што се многу битни, а тоа е тестот на бриз од грлена матка за превенција на карцином на грлена матка, така наречен Папа Николао или ПАП тест,
и рана детекција на карцином на дојка. Тие се два малигноми кои што буквално ги убиваат жените, за кои што има многу фини рани диагностички постапки. Значи, секоја жена еднаш годишно треба да направи пап тест, кај што рано ќе се детектира малигном и ќе се делува практички во рана фаза. Истото важи и за малигномот на дојка, кој што може исто рано да се детектира со современите имиджинг техники, значи тоа е мамографија, ултразвук. Можам веднаш да ја поврзам денешната тема со набавка на нов мамограф. Современ мамограф, дигитален мамограф, кој што во Систина, кој што пред неколку недели го пуштивме во употреба, кој што многу ќе подобри диагностиката и ви велам, значи ова што е превенцијата. Сега, еве, јас носам маска за да се заштитам од вирусот на корона и тоа е добра заштита. Истото е жените, како ги штитиме со рана диагностика. Значи, кога нешто ќе фатите во рана фаза, ви велам, апаратот овозможува многу мали ситни промени заради високата резолуција и перформансите што ги има. Понатаму, кога ќе забележиме сомнителна промена, многу лесно можеме, лесно е, малце претенциозно, можеме да направиме биоптична постапка, значи апаратот овозможува стереотаксична или помалку или повеќе роботизирана биопсија, многу прецизна, кај што ќе се земе материјал, и тоа е следната постапка диагностичка. И на крајот анализата севкупна, или да речеме треба да му помогнеме хирургот за да ја бележиме промената, точно може да ставиме маркер, жичка, исто така многу прецизно, кај што хирургот лесно ќе направи преку оваа апаратура која веќе ја споменавме. Преку оваа апаратура што набавивме. Исто така новина е и новиот PET scan или апаратот за позитронна емишн томографија и компјутеризирана томографија. Тоа се тие нови фузионирачки техники кај што спојуваат две технологии. Едната е изотопската технологија, втората е диагностичка технологија. Овој апарат е исто така најсовремен, бидејќи ни овозможува покрај стандардната диагностика што претходно ја имавме, надоградена со вештачка интелигенција, зрачната доза од изотопот е исто така намалена. Се во се тоа е една технологија од таа група на имиджинг апарати која што овозможува и рана детекција и понатаму многу битно следење, особено на малигните. И повторно ќе се навратиме на она што многу често се соочуваме со таа реченица или со тој избор: се што е рано откриено може да се лечи. И да се продолжиме понатака веќе во животот со без здравствени проблеми. Тоа е и целта на радиодиагностиката. Значи да детектира промена во многу рана фаза. Меѓутоа, би сакала тука да не заборавиме, покрај ова што го споменавте за женските болести, може ли вака да разложиме, односно да споменеме со кои се болести можеме рано да ги диагностицираме со апаратурата? Сите можни? Да, практично. Нашата диагностика е да ја покажеме морфолошката промена. Значи, каде има патолошка промена на некој орган и систем. Веднаш. Практички нема лимит тука. Значи, со сите методи што ни стојат на располагање, а ви велам, значи, што се новини во тој имиджинг диагностички центар, во најскоро време, јас очекувам на почетокот на наредната година да стигне новата апаратура. Новата апаратура ќе овозможи комплетна дигитализација на целиот систем диагностички. Што значи тоа? Значи, болницата и сега е дигитализирана, значи ние не даваме оној класичен рентгенски филм порано што го дававме, него добиваат пациентите со запис информација за прегледот што го правиме на CD. Го дигаме нивото со тоа што апаратурата комплетно ја дигитализираме во смисла да не употребуваме дури ни касети. Значи, под пациентот, се зборувам за радиологијата која што употребува рентгенски зраци во диагностика. Под пациентот се става еден детектор, така наречен панел флет детектор. Кога ќе поминат рентгенските зраци, низ телото остава на тој детектор запис од телото. Значи слика, да речеме на бели дробови. Тој запис во истиот момент, кога ќе паднат рентгенските зраци и ќе биде запишан на панел флет детекторот, може да се трансферира
преку бежична врска во нашиот систем за архивирање на слики, така наречен ПАКС систем. Што значи тоа во истиот момент, значи во многу краток период, тоа се работи за минути, таа информација што е од пресудна важност некогаш, особено кога е ургентна состојбата, пациентот е во интензивна нега, може драматично да се промени неговата слика и ова е неопходно постоперативно, да речеме, кога треба да се направи слика или преоперативно да се направи проценка, и таа информација која ќе влезе во нашиот систем за архивирање, значи комплетно е сликата дигитална, може да биде достапна за секој. Так. Тоа значи клиничкиот доктор кој што е дежурен, да речеме, веднаш ја добива информацијата и ја гледа сликата. Понатаму, ако нешто не е јасно, може да ја види диагностичарот радиолог. И да не е на работа, ние имаме можност да со помош на телерадиологија, значи со специјален компјутер кој што е поврзан со пак системот, веднаш да се направи консултацијата, независно каде е тој радиолог, дали е на работа, не е на работа, дали е во странство или не е во странство. Так. Сакам да кажам дека информацијата многу брзо стигнува до тие за кои за што да се е помогне потребно. веднаш на пациентот, Да, така. тоа значи мултидисциплинарниот пристап, значи тимскиот пристап, да се консултира друга специјалност. Со таа информација. За да се дојде до конечниот резултат од Тоа што значи практично? Тоа практично значи дека ние може да направиме преглед со кој што сликите ќе бидат достапни во секој момент за сите во нашиот систем. Доколку е нешто нејасно, таа иста информација со помош на современите технологии за праќање може да ја пратиме во странство, добиваме консултација. Знаете што значи тоа? Тоа значи добивање на време и информација која што веднаш може да ја аплицираме. Так. Да не зборувам за тераписките постапки, значи брзата диагноза, некогаш треба стварно многу да е брза. Кога имате ургентни состојби, крварење, руптурирање на крвен сад, кај што животот на пациентот виси на конец, таа информација исто така многу брзо ние кога ќе го направиме прегледот, веднаш можеме да направиме слики и таа да стигне за многу краток период. Значи додека е пациентот уште во диагностичка Вие сте во консултација веќе со екипата што е така. хируршка, анестезиолошка, диагностичка и така натаму, Сите се поврзани. припрема за интервенција. Така, се подготвува. Тоа е вредноста на нашиот систем. Значи се почнува од диагностиката, но кога ќе се покрене спиралата, сите други што се специјалности се подготвени за да интервенираат и брзо да делуваат. Тоа е потврдено многу пати до сега, бидејќи нашиот систем... Од вашето искуство заговорите, се разбира. Значи, нашиот систем функционира 24 часа, како тим сме веќе уиграни, екипата е искусна и од сите специјалности во секој период на денот и ноќта ние може да реагираме. А јас би сакала и да ве прашам, веќе колку години сте радиолог, радиодиагностичар и кој би бил вашиот совет до гледачите од вашата област? Значи, јас работам негде од 87-8 година, после завршување, специјалист сум од 92 година. Целата кариера, да речеме академска, ја завршив додека бев во Клиничкиот центар на Медицинскиот факултет. Од таму, како редовен професор, дојдов во Клиничката болница Систина и овде сум 10 години. Од сопствено искуство како диагностичар можам да ви кажам дека што побрзо тоа подобро. Значи, секогаш било каква промена да ја забележиме, а претходно не сме се почувствувале на било каков начин така, треба да се обратиме. Диагностиката, да речеме, како дисциплина и диагнозата во медицината се круцијалните работи. Так. Кога знаете што му е на пациентот, ќе барате решение. Некогаш е тоа многу тешко, не е едноставно. Вака кога разговараме, може да се добие впечаток дека сите работи одат брзо и мазно. Некогаш треба и подолго време, некогаш треба и консултации, некогаш треба да се направи биопсија, некогаш треба да се направи интервенција, некогаш случајно доаѓаме до сознанието. Бараме нешто, откриваме нешто друго. Но ви велам, додека бараме, ќе стигнеме до негде. И затоа ви велам, значи, како поминува времето, јас како диагностичар сум се покритичен према тоа што го гледам. Знаете, пошто ние како радиолози диагнозата ја поставуваме. Доцениме со прегледите, доцениме да дојдеме унаму каде што треба да се појавиме како пациенти. Не, кај нас не доцениме. Значи, кај нас за диагностичка процедура
времето, да речеме, услово кажано, на чекање не е долго. Значи, многу брзо се стигнува. И тоа е целта, знаете. Да вие брзо ви бидат достапни сите диагностички алатки и побрзо да стигнете до диагноза. Велам, доцениме ние како пациенти со ете откажуваме не денес па утре, па ете тоа сакам да го споделам со вас, затоа што се што е на време и без разлика која било каква болка да ја почувствуваме, а претходно не сме чувствувале нешто такво, јас мислам дека треба да се јавиме на да, значи природно и да диагностицираме зашто конкретно станува збор. Има страв. Да, стравот е особина, да речеме, која што е типична не само за човекот како човечко суштество, но тука најдобро се манифестира. Стравот ќе го тргнеме само со диагностика, знаете. Так. Ќе направите вие испитувања и наодите бидат добри, тогаш се релаксирате. И тогаш истото важи и за превентивните методи. Значи јас спомнав две кај жените, ќе спомнам да речеме некои кај мажите, да речеме малигнома простата, многу чест малигном. Значи има студии, да речеме, кај што на аутопсиски материјал, на луѓе кои што се постари од 70 години. Знаете каков е процентот на малигнома простата? Сосема случајно откриен. Луѓето починале од сосема други болести. Негова се студии на кои што ние учиме. Значи, во преку 80% на тие луѓе има најден малигнома простата. И они го носеле, но не манифестирале болест. Но има, да речеме, луѓе кои што ќе заболат од тој малигном, кои што исто може рано да се детектира, треба да следиме само маркери, некои кои што се многу битни, као простатичен специфичен антиген или ПСА, популарно кажано, тој се манифестира. Но еден обичен преглед, зошто да не и без разлика дали жуствуваме или не жуствуваме. Тоа е што нешто можеме многу едноставно преку крв да го детектираме, разбирате? Но прегледот си е уролошки, значи тоа е така наречено машко здравје. Женско здравје е машко здравје. Па и месецот ноември е за машкото здравје. Секој треба да се грижи за своето здравје, разбирате? Значи ова ви кажувам само примери. Тука се кардиоваскуларните заболувања, исто така треба да човек да води сметка. Овие нови имиджинг технологии, знаете, ова и што ни овозможуваат. Значи, со новиот апарат за компјутеризирана томографија, знаете, ние може да направиме коронарографија. Значи, приказ на крвните садови на срцето со совршена анатомска прецизност. Значи, како класична коронарографија да правиме, за краток период, значи, апаратот има таква можност заради брзината на скенирањето да скенира меѓу систолата и диастолата, значи во тој празен период, кај што нема движење и артефактите од самото движење на срцето и работата на срцето да ги избегнеме. И во тој период, заради брзината на апаратот, кој што скенира 256 или 512 пресеци во секунда, знаете каква брзина е. Значи, столот се движи со 40 сантиметри во секунда. Што значи тоа? Имате мало детенце со вродена аномалија на срце, вие за една секунда можете да го искенирате практички срцето. Брзината исто така на чукањето на срцето исто порано ни правеше проблем технички. Значи моравме да го смируваме срцето. Овие мали пациенти кои што имаат забрзана работа на срце, што е нормална, не ни беа толку достапни. Со новата технологија, значи можеме буквално и за малите дечиња, без некоја посебна анестезија да го направиме преглед. Порано беше мораше да го смириме, па анестезиолог, па тоа е процедура. Па не можете некогаш тоа се да организирате. Сега ви велам, значи се практички останува достапно. Нашиот тим, да речеме, од скоро кардиохирургија, детската кардиохирургија, да речеме, со оваа нова технологија што ќе стигне, добива многу. Значи, во брзина, во прецизност на диагностика, во сликата, во представата, што е многу битно, бидејќи таа реконструктивна хирургија кај децата, вие треба да направите од некоја грешка на природата кај што детето се раѓа со вродена срцена, таква реконструкција, а за тоа ви треба прецизност точно за што се работи. Бидејќи тука немате многу време за корекција. А од старт мора да знаете за што се работи и да направите права реконструктивна хирургија, што е врвна хирургија, морам да признам. Со тоа се добива многу за малите пациенти, а за возрастите да не зборам. Значи тука многу повеќе добиваме во сите области. Ова го спомнувам само за оние технички проблеми што ги имавме со претходната, да речеме, технологија. Каде што сега повеќе не се соочувате со такво нешто. Добро.
Со оглед на тоа дека одиме кон крајот на разговорот, јас би сакала да ве искористам, се разбира, како здравствен работник, како специјалист, професор доктор Зоран Трајковски по дијагностика, меѓутоа короната не можеме да ја изоставиме. Вашиот став и поглед кон она што на сите ни се случува, за жал, и живееме во пандемија. Можем да ви кажам дека нашата болница од старт, од кога изби епидемијата, активно е вклучена во секаков аспект. Од предизвестно време веќе имаме и посебен одел, така наречен ковид центар, кај што третираме болни со корона. Во однос на дијагностичкиот дел, значи од првиот момент се вклучени со дијагностика, така наречено тестирање. Сите возможни тестови може да се направат во нашата институција, што е новина во тој дел. Каде што сега и цената е намалена на тестовите, колку што разбрав во систина. Значи, не само тоа. Значи, има 2-3 работи кои што сега сакаме да ги промовираме. Ова е почетен разговор, кампањата ќе оди и понатаму. Се зголеми капацитетот. Знаете, кога имате пандемија и многу болни, мора да зголемувате капацитет. Значи, нашиот капацитет кој што беше до кај 300 теста дневно, сега веќе се зголемува на 1000 теста дневно. Стандардно ги правиме сите возможни тестови кои што се достапни на пазар. Значи, од стандардниот PCR, кој што е многу прецизен, бидејќи детектира генетски материјал и присуство на таков материјал кај болниот, така наречен PCR тест, цената е спуштена на некои 2700 до 2500 денари, тој PCR. Понатаму работат уште така брзите PCR тестови, кај што ние добиваме за 2 часа резултат и цената на тој брз PCR тест е намалена. Постојат пакети од семејство. Серолошките тестови исто така. Да, сакав да прашам за серолошките тестови. Дали тие во моментот даваат прецизна слика за тоа дали имаме корона? Стандардните серолошки тестови го мерат нивото на одговорот. На антитела дали ги имаме? Значи, покрај тоа што детектираме антитела за корона, можеме со новото тестирање да го одредиме и да одредиме и количината, значи со колку антитела располага организмот. Тоа ни дава за прогноза. Индикации дека може да сме заразени со коронавирусот? Не само тоа, него кога ќе видите вие дека имате добар одговор и пораст на антитела, можете да прогнозирате дали тој пациент во наредниот период може пак да се разболи, дали ќе биде отпорен, дали може од него да се земе плазма за третман. Така. Тоа се резултатите кои го дава серолошкиот. Тоа се резултатите од серолошките и ова што ви кажав, нивото на антитела може да се одреди. Понатаму располагаме со тестови кои што може да одредат, сега почнува сезоната на грип, пикот е негде јануари-февруари, ќе почне имунизацијата, вакцинацијата негде сега, за да може во тој период кога ќе бидат најмногу болни, да се од грипот, сега зборуваме за грипот. За вакцината, да, грипот. Но бидејќи е симптоматологијата многу слична како кај корона, кај нас постои можност да направиме ние тест кај што може да детектираме и едната и другата болест. Така. И може да раздвоиме. Различно да раздвоиме. Да. Севкупно, значи во дали е грип или е корона. Да. Во детекцијата, во дијагностиката, значи покрај тоа што ќе бидат подостапни тестовите, ќе бидат подостапни во смисла на брзината на издавање резултатот. Значи во 24 часа било каков тест да правите во нашата болница ќе добиете резултат. Така. Се продолжи работното време на тимот кој што работи таму, значи секој ден од 8 до 17 часот, вклучувајќи ги и викендите. Значи имаме практички континуирано тестирање. Тој капацитет, тоа оди со набавка на технологија и машини. Знаете, вие прва беше тоа лимитирано. Вие не можете да направите заради технологија. Технологијата 5 часата за еден. Мора да имате многу машини за да може таков капацитет да обезбедите. Тоа значи и луѓе, и персонал и така натаму, но тоа е се кај нас добро организирано и смислено за да тие тестови бидат подостапни, бидејќи не знам дали се сеќавате, председателот на Светската здравствена организација на почеток на пандемијата имаше една аксиома или лого тестирај, знаете. Има држави како Јапонија и Јужна Кореја, кај што
направија масовни тестирања од Европа. Словачка планира да го тестира. Да. Словачка планира да го тестира скоро целокупното население. И кога вие знаете кој е болен, ќе го изолирате. Ќе го прекинете ланецот на ширење. Кај нас е проблемот што болеста сега веќе не е увезена. Дали според вас како доктор е сега похаотична состојбата во која што во моментов се соочуваме? Па знаете, на почеток кога беше болеста ни беше увезена од надвор. Сега веќе не можеме. Сега веќе не можеме да ги следиме, не можеме да го следиме ланецот. Сега е безпредметно епидемиолозите да следат како некој ниту можат повеќе да следат. Да, не според она што го не само нашиот. Јас искрено ако ме прашате нашиот здравствен систем релативно добро се справува со пандемијата. И мислам дека сега за сега они работат успешно. Знаете зошто? Заради тоа што еве ние отворивме ковид центар. Јавното здравство се труди постојано да го проширува капацитетот. Големи држави и системи, како што е Германија, Британија, значи сите на тоа внимаваат, да може секој што ќе се разболи и има симптоми и му е потребно болничко лекување, да може да го згрижи. Тоа е основата на секој здравствен систем. Нашиот здравствен систем мислам дека добро одговара на сите предизвици сега. Тука пред се апелирам уште еднаш да совеста на сите граѓани на Македонија, посебно на младите. Значи малку да редуцираат од сите оние, јас знам колку се важни социјалните моменти, дружењето и така натаму. Меѓутоа сега не. Но мислам дека сега треба да бидеме дисциплинирани, знаете. Многу важна работа. Многу ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. Ви посакувам добро здравје, се разбира. Вие знаете како треба да се чувате и многу успех и понатамошен во вашата работа. Благодарам ја, задоволство ми беше да нешто кажам за нешто што работиме. Актуелните моменти ги потенциравме и мислам дека треба сите да се чуваме и да внимаваме на нашата и да не забораваме да кажеме дека исто така се стина работи со Фондот за здравство, каде што може да се ги услужи пациентите. Да. Во одредени области. Ви благодарам и секое добро.